Учествувавте во дебатата за претседателските кандидати пред првиот изборен круг. Дебатата е организирана од Националниот демократски институт за меѓународни работи со поддршка на британската амбасада и USAID. Поканети беа сите претседателски кандидати, а поканата ја прифатија тројца, кои ги зазедоа своите места врз основа на жребка. Во студиото се Зоран Поповски, Стево Пендаровски и Илијас Халими. Господинот Ѓорѓе Иванов не ја прифати поканата да учествува во оваа дебата. Дебатата ќе се одвива по конкретни правила, со кои кандидатите се согласија. Секој од нив има по минута за одговор на прашања и 2 пати по 30 секунди за реплика. Прашањата се формулирани врз основа на истражување на јавното мислење од страна на NDI. Јас сум Лидија Јанчовска-Христова и ќе бидам модератор на првиот дел од дебатата на надворешно политички прашања. Веднаш потоа следува вториот дел од дебатата на теми од внатрешната политика, кој ќе го води Снежана Лупевска-Созен. Амбасадорите имаат големо значење во градењето на меѓународната позиција на нашата држава. Какви треба да бидат амбасадорските листи, на кои што вие без двоумење ќе го дадете вашиот подпис, и дали сте за враќање на решението за поголем процент на амбасадори од редовите на професионалната дипломатија, господин Поповски? Благодарам. Прво сакам да изразам незадоволство од тоа што денеска се наоѓаме во ограничен формат, во неполн формат, меѓутоа, денеска дебатата ќе се одвива со нас тројца. Според мене, моменталната структура на дипломатите во МНР е повеќе политичка. Таму воглавном доаѓаат луѓе неискусни, тоа се истрошени политички кадри. Мислам дека овој сооднос кој што во овој момент е присутен не соодветствува на потребите, затоа и се случуваат скандали. Јас би сакал многу повеќе да посветиме внимание на аналитиката во водењето на меѓународната политика. Особено ќе се застапувам за воспоставување или востановување на Институт за меѓународна политика, кој што ќе биде сериозна поддршка на политиките кои што ќе се водат во оваа област. Исто така сметам дека во овој момент Дипломатската академија не ги исполнува очекувањата. Благодарам. Македонската дипломатија е практично на дното во изминативе 24 години. Ние никогаш не сме биле во полоша ситуација. Тоа се должи на два фактори. Македонската надворешна политика има содржина која не кореспондира воопшто со регионалните и континентални и светски трендови, и особено во персоналниот состав. Оние луѓе кои ги праќаме да ја презентираат Македонија надвор се, благо речено, срам. Најголемиот дел од нив се срам, и тука не помага многу одредбата која вели дека барем 1/4 од нив треба да бидат од професионалниот состав на Министерството. Со оваа структура на власт и да се сите професионалци и евентуално и така да пишува во законот, тие повторно ќе праќаат амбасадори кои немаат ни минимум дипломатско познавање и искуство, ќе праќаат само амбасадори кои се партиски војници, кои ги слушаат партиските инструкции и кои се држат до инструкциите добиени од партијата на власт, а не од Министерството за надворешни работи. Значи, по двата клучни параметра, македонската надворешна политика по содржина и по кадри која представуваат е на дното. Господин Халими, повелете, господин. Мирмрама, се përket përfarësimit të Maqedonisë me ambasador apo diplomat në shtetet të ndryshme të botës, mendoj se ky numër nuk mjafton. Pra, përfarësimi 1-1 ose 1-2, që do thot një ambasador, një diplomat, një ambasador, dy diplomat që kemi jashtë, pra është shumë pak, që do thot se diplomacia jonë është shumë larg madje edhe të shteteve të Afrikës. Natyrisht që duhet ketë një profesionalizëm nga ambasadorët dhe diplomatët tjerë, dhe kuptohet një përfarësim adekuat i të gjitha barësive etnike edhe në diplomacinë e jashtme, me që ne kemi kuadrë taft profesional të cilët mund me sukses të kryejnë misionin e tyre dhe të cilët do t'jenë në ndimes kuptohet të vendit. Diplomacia e jashtme duhet jetë më intenzive, duhet jetë më konkrete, natyrisht edhe duhet të angazhohet për një angazhim. Благодарам, господин Поповски. Почнува да течат вашите 30 секунди. Паметим едно друго време во претходната држава, кога во рамки на тогашниот секретаријат за надворешни работи постоева одредени институции низ кои што поминува сите оние кои што одеа во дипломатија.
Јас релативно млад бев дел од таа структура и навистина се сеќавам на време кога бевме наоружани со навистина и одредени со знања и искуства. Исто така сметам дека 1/3 од дипломатите со многу мал сооднос во однос на овие кои што според некаков општествен ангажман и апсолутно се слагам со колегата Халими дека мора да има и соодветна национална застапеност. Благодарам, господин Педарски. Реално клучен проблем во македонската дипломатија е тоа што надворешната политика не се креира воопшто не се креира, како тоа што беше случај години наназад во МНР, во Министерството за надворешни работи, заедно со кабинетот на председателот, затоа што се креира во кабинетот на премиерот. Значи, председателот на Република Македонија изминативе години беше практично исклучен од тој процес по своја волја или sejedno, со наметнување од страна, а Министерството за надворешни работи беше технички сервис на желбите, волите и политиките кои ги спроведуваше кабинетот на премиерот. Господин Халими. Në përfarësi diplomatike, ne gjithë e dim se kemi dikun 54 ambasador, për fat keq vetëm 2 janë prej tyre shqiptar, edhe atë njërin në Katar dhe tjetrin në Francë. Pra këtu bëjnë pjesë edhe konzulit general. Andaj, kryetari shtetit ka përgjegjësi edhe se përket funksionimit përfarësimit të drejtë. Mirë po kjo fillon prej kokës, prej Ministrisë Punëve të Jashtme, ku prej 4 udhëhesëve kryesor, ministri, zëvendës ministri, sekretari, general, pra janë, kuptohet, asnjë nuk është shqiptar. Благодарам, ќе го довршите тоа што сака да кажете во следните 30 секунди, значи во вториот круг на реплики, повторно ги почнуваме со вас, господин Поповски. Исто така имам впечаток дека ангажманот на економските промотори се преклопува во дел со нашите амбасади. Мислам дека тука треба да се размислува за рационализација. Мислам дека тие економски промотори мора да се во синергија или евентуално да се интегрираат во дипломатско-конзуларните представништва, затоа што мислам дека она што го направија досега апсолутно не соодветствува на средствата кои што се вложуваат во промоцијата на Република Македонија на економски план. Во овој сегмент ние направивме преседан каков што не е забележан четврт век независна македонска држава. Ние на клучни, на витални дипломатски постови оставивме по 10 години исти луѓе. Надвор од било какви законски норми, надвор од било какви нивни професионални ефекти таму каде што биле испратени и со комплетно запоставување на прилично квалитетни кадри кои се држат со години во изолација во Министерството за надворешни работи. Каков и да е, со какви и да е квалитети, не е возможно еден човек да не представа 10 или 12 години на било која дипломатска позиција. Pjesë e përgjegjësisë të dështimit të politikës jashtme të Republikës së Maqedonisë bie edhe mbi përfaqësuesit tanë diplomatik, ambasadorët, konzulit e përgjithshëm, për arsye se të shumica prej tyre nuk është gjatë emërimit nuk është respektuar aspekti profesional dhe përvoja në karrierë, dhe natyrisht që edhe diplomacia jashtme ka dështuar në zgjidhjen e problemeve që kemi të bëjmë me shtetet qoftë fqinje, po ashtu edhe të një politike më intenzive për. Ви благодарам. Во ред е да ја завршите реченицата, се разбира, меѓутоа да не одиме на втора реченица. Одиме на второто прашање. Во првите 6 месеци од стапувањето на функцијата ќе се соочите со првите крупни предизвици, а тоа се самитот на НАТО и извештајот на Европската комисија. Набројте 3 чекори кои ќе ги преземете како председател на државата за да придонесете за барем еден позитивен исход од овие два, односно покана за НАТО или почеток на преговори со Европската унија. Повелете, господин Поповски. Благодарам. Јас веќе го направив првиот чекор, имајќи во предвид ситуацијата во Украина. Ние се обративме до амбасадите на земјите членки на НАТО во Скопје и побаравме отпочнување постапка за брз прием на Република Македонија во НАТО заради опасностите од прелевањето на кризата во регионот и евентуално подлегнување на притисок на Република Македонија како земја која што не е се уште дел од безбедносниот чадор. Во однос на европските интеграции со оглед на парламентарните избори кои што се случуваат за Европскиот парламент, мислам дека извештајот ќе биде многу порано од порано и мислам дека веројатно ќе се калкулира малце и со новата структура на Европската комисија
Во тој поглед мислам дека ќе треба крајно внимателно да се проанализираат текстовите, затоа што ние многу често знаеме да во јавност излегуваме дека со некаква констатација дека извештајот е позитивен, меѓутоа во играта на зборови се кријат многу забелешки не само по однос на името, него и по други аспекти на копенхагенските критериуми. Повелете го се напред. Мој прв чекор ќе биде да се направи став, заеднички став на државното раководство за нашите најголеми предизвици и приоритети во наредните 6 месеци, затоа што без таква координација не е возможно да ги застапувате на рационален и ефикасен начин интересите на Македонија. Втора моја заложба ќе биде враќање на професионалните кадри на виталните позиции и надвор и внатре во рамките на овој сегмент, значи во тие министерства во Скопје и најважните земји каде што мораме да излобираме за нашата кауза. И третата работа е заедно со план, како прв чекор и заедно со професионалци кои си ја знаат својата работа, а не партиски војници кои импровизираат и слушаат партиски инструкции, ние мораме сосема поинаку да лобираме во клучните светски центри и во Европа и во светот, пред се мислам на Соединените Американски држави, ако сакаме и со меѓународна поддршка да ги оствариме нашите стратешки цели. Значи, прво да ја почнеме работата овде, а подоцна да побараме поддршка за една кохерентна, за една здрава политика од клучните центри во меѓународната политика. Повелете го се Халими. Për antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, duhet të deblokohen proceset eurointegruese. Kjo përndodh duhet zgjidhet çështja e emrit me Greqinë. Natyrisht që unë si kryetar i jashtëm i shtetit do të kisha realizuar një mbledhje të përbashkët pozit-opozit, po ashtu do të kisha formuar një komision të ekspertëve të ndryshëm me juristë, historian dhe ekspertë të drejtës ndërkombëtare, ku do të ishin shqyrtuar të gjitha propozimet e zotit Nimic për zgjidhjen e çështjes së emrit dhe natyrisht do të kisha kërkuar një komision të përbashkët mes përfaqësuesve të Maqedonisë dhe Greqisë, ku bashkërisht do të ishin trajtuar çështjet për të ardhur deri te zgjidhja e emrit dhe në këtë mënyrë të bëhet deblokimi i proceseve eurointegruese dhe një pozicionim të arrijë një pozicionim më i mirë i Republikës Maqedonisë në përgjithësi në botë, ku do të ishin krijuar mundësi tjera për përvesimin, natyrisht për arritjen e një angazhimi më të madh për përvesimin e investitorëve të huaj. Благодарам, господин Поповски, вашите 30 секунди. Јас би преземал веднаш итни чекори за внатрешно стабилизирање на државата, затоа што на таков начин ќе даеме до знаење на меѓународната заедница дека во Македонија се случуваат промени на демократски план, ќе мораме политичкиот диалог подитно да го воспоставиме, ќе мораме да се позанимаваме со слободата на медиумите, со ефикасноста и партизираноста, односно во моментот партизираноста на јавната администрација и на таков начин да покажеме дека Македонија однатре е подготвена за евроатлантските интеграции. Било каква расправа за наше приближување или асоцирање со ЕУ и со НАТО мора да почне од регионот. Јас би го вратил регионот во фокусот на нашата надворешна политика, затоа што добрососедските односи се првата врата, првиот чекор, јас би реков првиот предуслов воопшто да одиме во пошироките интеграции. Вие не можете, како што е сега случај, да го прескокнете регионот и да одите директно во Германија, во Вашингтон или во било која друга европска или членка на НАТО. Значи, регионот назад и преку регионот, каде што има практично сите се членки на ЕУ и НАТО, да дојдеме до тие интеграции. Angazhimi për zgjidhjen e çështjes së emrit Republikës të Maqedonisë ka filluar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe ata kanë caktuar si ndërmjetësues zotin Nimic dhe mendoj se aty edhe duhet përfundon zgjidhja e çështjes së emrit. Nuk kemi kushte dhe natyrisht nuk janë pje kushte që ndërmjetësimi për zgjidhjen e emrit të bëhet nga ana e Unionit Evropian, siç kemi ndëgjuar propozimin nga subjekte të ndryshme për arsye se Bashkimi Evropian ende nuk është i profilizuar. Kusht për këtë, pra që të arrihet, është natyrisht edhe respektimi njërit nga parimet kryesore të parimeve të Kopenhagës. Господин Поповски? Во овој момент мислам дека е неблагодарно да се отпочне процедура за воспоставување на некаков внатрешен консензус околу името или подобро речено компромис, така да со господинот Халими тука не можеме да се сложиме. Мислам дека во овој момент се наоѓаме во фаза каде што отварање на таа Пандорина кутија би била исклучително опасна. Јас сепак би се фокусирал на напорите кои што
еден тим од луѓе би ги направил во смисол на притисок врз оние земји кои што се уште не одлучиле да дадат поддршка за почеток на преговорите без решавање на проблемот со името. Со оглед дека председателот на Република Македонија ја представува земјата и внатре и надвор, логично е кај него да се прават сите координации во однос на најбитните прашања, особено во однос на стратешките приоритети на Македонија. Значи, јас би се заложил од првиот ден за координации кој би ги водел, би повикувал на нив во кабинетот на председателот и тамо би доаѓале и тамо би се координирале премиерот, министерот за надворешни работи и оној кој го предводи секторот за евроинтеграција. Без таква координација на највисоко ниво, кај човекот кој ја представува државата, ние немаме практично никакви шанси за успех. Pra, çështja e emrit nuk duhet të jetë tabu temë, për te duhet biseduar hapur, nëse nuk bisedohet hapur në prezencë kryetarit shtetit, po ashtu të kryeministrit dhe të përfaqësuesve të partive tjera relevante politike. Këtu unë nuk di ku mund të jetë ai mes ku mund të debatohet, dhe si ekip që do të jetë si ndihmes e përfaqësuesve të partive politike, lidhur me zgjidhjen e emrit, natyrisht që unë preferoj një komision të veçantë të ekspertëve, cilët më së miri do të dinë të konstatojnë se cili prej emrave të propozuar nga zoti Njimic prekin në identitetin të njërit apo nacionalitetit tjetër. Значи, веќе го самите ја загатнавте темата, можеби нашата најболна точка, проблемот со името. На почетокот од оваа дебата јас кажав дека прашањата се извлечени од анкетата направена од страна на NDI, односно ги тангираат интересите на граѓаните, а токму во таа анкета повеќе од половина од граѓаните, 53,5% ја сметаат улогата на председателот во процесот на преговори за името многу важна. 1/4 сметаат дека тоа треба да биде врвен приоритет на председателот. Господа, би ве замолила да бидете конкретни како ќе ги исполните овие очекувања на граѓаните и како ќе го спроведете вашиот концепт на деблокирање на прашањето за името, господин Поповски. Благодарам. Фактите зборуваат дека Македонија до денеска е призната од 136 земји, од кои 3 се членки на Советот за безбедност. Фактите зборуваат дека имаме пресудата од Меѓународниот суд на правдата во Хаг и тоа го сметам како навистина солидно достигнување на актуелната гарнитура, меѓутоа со процесот на антиквизација мислам дека се руинираше се она што можеше да се очекува од таа позитивна пресуда и сега сме вратени години назад затоа што со тој чекор испровоциравме навистина незадоволство и во регионот и станавме мета за подсмев во меѓународни рамки. Јас сум поборник на тоа дека нема отстапување од името и од идентитетот на граѓаните во Република Македонија. Не сум поборник на референдум, затоа што името не е нити добиено, нити може да се играме со него на референдум. Меѓутоа, сакам да оставиме отворена врата за договарање со нашиот јужен сосед, понудувајќи и реактуализирајќи ја повторно двојната формула, како една солуција која што можеби ќе биде прифатена во меѓународни рамки. Вашиот концепт, господин Пендаровски. Во целата кампања го застапувам ставот дека Македонија е хендикепирана на самиот старт во преговорите со Грција, затоа што таму излегува во рамките на Нимиц процесот без државен став. Грција излегува со државен став во кој се вклучени сите релевантни политички субјекти. Во Македонија немавме став ниту на владата до сега, затоа што клучните политички партии зборуваа сосема различни работи, дури презема и различни дипломатски активности на меѓународен план, што е недозволиво за една влада. Значи, државен став во кој ќе бидат вклучени сите релевантни политички субјекти и кој ќе вклучува во себе најширок можен политички и меѓуетнички консензус. Без таков став, ние воопшто не треба да преговараме кај Нимиц. Затоа што таков став евентуално би можел да биде став на една политичка партија, став евентуално на една етничка заедница или став на поединец. Недозволено е поединци или група луѓе на било какви функции и да се зад грбот на народот да преговараат за името на Македонија. Благодарам, поверете господин Халими. Деблокими и çështjes emrit do të jetë me prioritet, natyrisht do të gjendë zgjidhje, kompromis për emrin me Republikën e Greqisë. Nëse kjo nuk arrihet, ne do të vazhdojmë edhe me decenje të tëra të ngecim prapa shumë shteteve tjera, cilat gjatë kohë kanë qenë para nesh, tani janë shumë përpara eurointegrimeve dhe këtu kërkohet natyrisht një diplomaci më intenzive, një angazhim më i madh, në radhë pari kryetarit të shtetit, natyrisht duke i koordinuar punët dhe aktivitetet edhe me subjekte tjera, institucione tjera relevante që mund të kontribuojnë në zgjidhjen e çështjes së
emrit. Unë tregova pak më parë se cilët mund t'jenë angazhimet e mia në këtë drejtim, po që se bëhem kryetar shteti, dhe besoj se angazhimet e mia duke pas parasysh mënyrën se si mund zgjidhet çështja e emrit, mund të rezultojnë me sukses dhe natyrisht mund të me këtë edhe të vim deri te një kompromis me Republikën e Greqisë. Почнуваме со првиот блок на реплики. Мислам дека тука треба да се работи на долги стази. Мислам дека созреваат условите во Грција. Гледате таму луѓе кои што се општествено влијателни, а не се дел од актуелната политика, веќе препознаваат одредени наивни чекори во грчката политика. Исто така и Џорџ Робертсон, поранешниот генерален секретар на НАТО, изрази незадоволство заради третманот на прашањето на името, а впрочем во регионот бевме сведоци на огромни недоразбирања, а за да денеска Србија и Косово почна да преговараат, Србија и Хрватска си простат, а Хрватска и Словенија се веќе дел од Европската унија и покрај недоразбирањата што ги има. Мојот впечаток е дека пресудата од Хаг, која беше во наша корист, неспорно, не беше воопшто политички валоризирана од досегашната структура на власт. Ние изгубивме практично 3 години чекајќи пресуда за која знаевме дека ќе биде во наша корист и од која добивме, во истиот момент клучните меѓународни фактори практично ја елиминираа од било какво размислување како фактор за наш прием во таа организација. Тврдам дека без помош, а претходно на тоа треба да претходи лобирање од клучните меѓународни фактори, не можеме само со пресудата од Хаг да влеземе во НАТО. Повелете, господин Халими. Me këtë politikë defanzive që udhëheq natyrisht kryetari i shtetit dhe përgjithësi pushteti, neve na çon mbas, nuk na çon drejt afrimit me qëndrimit greke lidhur për zgjidhjen më me sukses të çështjes së emrit. Ju e dini se kemi ndëgjuar shpesh retorikën europarlamentarëve grek në Parlamentin Evropian, kurse tani aty në janë bashkangjit edhe europarlamentarët të Republikës së Bullgarisë, që do thotë se në vend që të vim deri te një zgjidhje e kapshme me grekët për emrin, ne tani në hap jemi të vështirësuar që kjo çështje më lehtë edhe të zgjidhet. Благодарам. Вториот круг на реплики, повелете. Сакав исто така да потсетам дека ние ќе треба на долги стази да работиме со нашиот јужен сосед, затоа што исклучиво ова прашање го гледавме како политичко прашање, работа на политичките врхушки во двете држави, заборавајќи дека треба граѓаните да продолжат да живеат во овој регион како соседи и затоа јас сум поборник на отварање на нови перспективи во соработката во различни области, во спортот, во културата, во уметноста. На таков начин ќе го релативизираме за кратко време прашањето и тоа ќе делува на вистина абсурдно во јавноста. Мојот став е дека експерти треба да има во преговарачкиот процес од наша страна. Не сум сигурен дека до сега ги имало во изминативе години. Меѓутоа експертите може да дадат само експертска поддршка, а клучните одлуки мора да ги носат политичарите со најширок политички легитимитет добиен во својата земја. Зошто? Затоа што таа одлука, тоа решение на крајот мора да биде верификувано од народот. Не може експертот кој нема политичка одговорност да решава за толку витално прашање, треба да помага, но политичарите се тие кои треба да ја донесат таа одлука со потврда од народот на референдум. Një bashkëpunim më të fritshëm mes Republikës Maqedonisë dhe shteteve fqinje dhe për të ardhur deri te një zgjidhje më e shpejtë lidhur me emrin që kemi si probleme kemi me Greqinë, po ashtu edhe me Bullgarinë për shkak të mungesës një marrëveshje ndërshtetërore, kuptohet që duhet të organizohen nga ana e kryetarit të shtetit edhe konferenca të ndryshme me homologë të tij ku do të trajtoheshin këto çështje, këto tema dhe kështu do të tregonim një leadership dhe një mbështetës që është i gatshëm për të marrë përsipër obligime strategjike shtetërore. Господа, кои се клучните стратешки партнери кои се потребни на Република Македонија? Во кои држави во соседството и во светот прво ви заминале со стапувањето на функцијата, во официјална посета и зошто?
Сигурно не би ги броел посетите како тоа сега што се прави во стотици посети. Би сакал да бидам попродуктивен во тој смисол, макар имали помалку средби со високи представници, председатели, премиери на држави, сепак да излеземе со некакви резултати, подршка од тие средби. Се разбира дека во регионот сите земји ни се интересни партнери, заради тоа што сакам да воспоставам еден нов поим во нашата меѓународна политика, не еквидистанца, туку еквисоработка. Нешто што ќе биде поупатно во однос на поширокиот простор во меѓународни рамки. Се разбира дека оние клучни играчи на меѓународната сцена ќе бидат таргетирани земји, особено Соединетите американски држави, евентуално Германија, Франција, Русија. Тоа се земји кои што навистина во моментот може да влијаат врз надминување на овие недоразбирања кои што ги имаме во регионот. Апсолутен приоритет на мали држави како што е Македонија треба да биде непосредното соседство. Значи сите соседи без дебаланс во таа смисла како што имавме до сега, затоа што паметиме дека цели регионални самити по прв пат во македонската историја беа откажувани, затоа што ако повикавме еден сосед, не ни доаѓаше друг сосед и обратно. Или на нечија инаугурација доаѓаше еден председател, не доаѓаше друг председател, затоа што тоа беше аматерски подготвувано претходно, а крајна консеквенца беше брука за Република Македонија на меѓународен план. Значи, меѓу соседите не треба да се прави разлика и треба со сите максимално да се соработува, бидејќи тоа е нашето прво поле, првата линија за соработка, па потоа со другите. Сосема накусо за останатите стратешки насоки, мојот став е со Западната алијанса, со евроатлантските структури заради вредностите и цивилизацијската матрица и со сите други во светот, континенти, региони и држави заради економија и трговија. Република Македонија nuk mund të hynë Bashkimin Evropian dhe NATO, po që se ka çështje të hapura me shtetet fëqinje. Që do thosë se parësore për Republikën e Maqedonisë do të jetë që të zgjidhen çështjet e hapura, kontestet dhe të respektohet njëra nga kriteriumet kryesore të Kopenhagës, që ka të bëjë me fëqësi të mirë dhe me natyrisht zero probleme. Si partner strategjik të Republikës së Maqedonisë, unë edhe më të tje konsideroj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cilët në këtë aspekt për cilëve kemi mbështetje të fuqishme për të gjetë një zgjidhje më të shpejt për emrin me Greqinë, natyrisht si partner janë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, cilët mundsojnë një ndihmës të fuqishme në të drejtim të krijimit një stabiliteti më të madh në rajon dhe të zgjidhjes të gjitha problemeve që janë me cilët I ka Republika e Maqedonisë. Благодарам. Прв круг реплики повеле. Благодарам. Значи, овие посети се разбира апсолутно не би биле протоколарни, декларативни. Ќе сакаме да ги полека затвараме отворените прашања, особено во соседството. Како што знаете, имаме проблем со признавањето на името од страна на Грција, признавањето на нацијата и јазикот од страна на нашиот источен сосед Бугарија, проблемот со црквата, кој што е повеќе проблем на црквата и не би смеле тука да влегуваме, така што сите овие работи би сакал да ги отвориме на еден коректен начин, без провокации, да се обидеме да најдеме решение. Во изминативе неколку години од врвот на државата па надолу владеше стратешка конфузија кон која насока да се свртиме. Така имавме гротескни потези да одликуваме со ордени луѓе кои во самата Европска Унија се сметани благо кажано за контроверзни, наместо луѓе кои се борат и чии идеали се слободата, правдата и човековите слободи и права. Или дававме изјави, што е недозволено, за тоа со кого е нашето срце и кого поддржуваме, иако е тоа исклучиво легитимно право на народот кој ги бира своите политички репрезенти. Si kryetar I arshëm I Shtetit Republikës së Maqedonisë, sa I përket bashkëpunimit me kryetarët e shteteve me cilët rrethohet Republika e Maqedonisë, do të kisha praktikuar një kontakte intenzive dhe gjatë mandatit tim nuk do të kishte ndodhur që të thirr një summit apo forum, siç ishte ai summiti I shteteve të Evropës Juglindore, ku thirret një kryetar, nuk thirret
një kryetar një shtete, siç ishte rasti me zonjën Jajaga, kurse thirrën kryetarët e shteteve tjera, dhe natyrisht ai summit dështon për arsye se nuk u sollën edhe konkluzat që duheshte të miratohen. Повелете, господин Поповски. Да, јас преска не завршив, значи апсолутно мислам дека и покрај бројните средби со председателите оба на Република Албанија ќе треба да продолжиме со напорите да ја придобиеме нивната доверба и да добиеме признавање под нашето уставно име. Исто така мислам дека не треба со подценување да гледаме на овие комуникации дури и со далечни земји, се разбира доколку за сето тоа стои сериозен економски интерес. За жал, до сега тоа се покажа како губење време и средства. Една од најпогубните политики во оваа сфера на досегашната власт е јасното менажирање на антизападна и антиевропска реторика, со која на овдешниот народ му се објаснуваше дека наводно Европа заради финансиските проблеми и Америка од слични причини пропаѓаат или веќе се пропаднати, само ние тоа не го знаеме, и дека практично не вреди да одиме во таа насока и наместо тоа се заговара алтернативни правци. Тоа е заблуда. Македонија не смее да размислува во вредносна и цивилизацијска смисла за алтернативи на Западната алијанса. Republika e Maqedonisë për ndryshim prej marrëdhënieve që ka, problemeve që ka me Greqinë, Republikën e Bugarisë, por edhe me Serbinë për shkak të asaj se nuk e njeh autokefalinë e kishës ortodokse maqedonase, më së miri qëndron në politikën e jashtme me Republikën e Kosovës dhe Republikën e Shqipërisë, me të cilat nuk kemi çështje të hapura dhe këtu kërkohet një aktivitet diplomatik më i madh për zhvillimin e marrëdhënieve mes këtyre dy shteteve që do të rezultonin me suksese në shumë fushat shoqërore. Буџетот на армијата е намален. Генералштабот апелира тоа да се промени. Првите критики на НАТО дека армијата заостанува во модернизацијата, односно дека намалените средства можат да значат заостанување во модернизацијата на армијата, ги чувме во февруари. Со кој инструмент, како врховен командант, би се спротивставиле на тенденцијата на намалувањето на буџетот на армијата и дали воопшто сметате дека буџетот треба да биде поголем? Повелете. Апсолутно да. Буџетот треба да биде поголем. Алатката е пенкалото. Може да се опонира на донесување на буџет, кој што ќе предвиди намалување на средствата за армијата, кои што од година во година се намалуваат, а се пренасочуваат во сфери кои што немаат апсолутно развоен карактер. Втора работа која што ме загрижува е заостанувањето во модернизацијата на нашата армија. Тоа исто така е забележано од представниците на НАТО. Мислам дека и стандардот на вработените во вооружените сили е доста низок, споредено со припадниците на Министерството за внатрешни работи. Мислам дека државата е должна на овие наши извозници на мир да им обезбеди многу попристоен живот во однос на нивните екзистенцијални права. И конечно мислам дека Агенцијата за разузнавање, која што е под директна надлежност на претседателот на државата, исто така треба да биде осовремена заради мисијата која што треба да ја остварува. Повелете, господин Педаровски. Буџетот на армијата во изминативе 5 години беше намален за 80%, што е недозволено, затоа што официјалното образложение на власта беше дека причина за тоа е светската економска криза која и нас не зафаќа. Меѓутоа, во исто време, сите други сегменти на тој безбедносен апарат, например МВР, не беа воопшто намалени во своите буџети. Значи, парите од одбраната не беа префрлени во други сектори или вратени во стопанството, туку префрлени од армијата на полицијата без валидна безбедносна проценка зошто тоа се прави. Тоа доведе до еден непријатен факт. Нашите војници кои се исклучително добро обучени, заради својата лоша техника и некомпатибилност со останатите меѓународни партнери, да се срамат во меѓународните мисии. Македонската армија денеска се одржува на едно минимум оперативно ниво само заради личните заложби на професионалните војници и старешини, а не заради добрата политика на власта во таа област. Është fakt se buxheti i armatës, po Ministrisë Punëve i Ministrisë së Mbrojtjes prej vit në vit zvogëlohet.
kurse mjetet që parashihen buxhetin e Ministrisë së Mbrojtjes ndodh shpesh me rebalans të hudhen për Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe me këtë çka bëjmë ne? Faktikisht forcojmë Ministrinë e Punëve të Brendshme, forcojmë policinë, kurse dobësojmë Armatën e Republikës Maqedonisë, dobësojmë Ministrinë e Mbrojtjes. Pra mungojnë mjetet për modernizimin e armatës, mungojnë mjetet për sigurimin e gjitha kushteve cilat duhet të jetojnë, natyrisht duhet të punojnë në të gjithë të punësuar në Ministrinë e Armatës, në Ministrinë e Mbrojtjes dhe natyrisht edhe në Armatën e Republikës së Maqedonisë. Nuk mund të lejohet që përfarsimi adekuat dhe proporcional të ngecë edhe në njësitë speciale si që në Uqit, ku nga 280 pjesëtar nuk ka asnjë shqiptar, rom dhe pjesëtarëve të etniteteve tjera. Ви благодарам. Почнуваме со првиот круг на реплики. Господине Поповски, повелете. Сакам да изразам незадоволство од координацијата на разузнавачките служби, особено на оние цивилните и војните. Мислам дека во државата треба да се воспостави многу подобра координација од тоа што е досега. Мислам дека премногу се одвоени тие структури. Во однос на процентите, во овој момент Македонија одвојува 1,6% од буџетот, имајќи во предвид дека буџетот секоја година драстично се зголемува, оваа година за околу 200 милиони евра, мислам дека несвојствено е да буџетот за одбрана остане на ова ниво. Повелете, Пендарос. Системски проблем во армијата е оној што е присутен и во другите витални сегменти на нашето општество, значи радикалната партизација и на цивилниот и на војниот дел. Тука се форсираат партиски војници или членови на владеачката партија, а не професионални војници и старешини, и тоа доведува до слабење на професионалната етика и хиерархија која е нужна за овој тип на организации. Ако ние сакаме да имаме професионална, модерна армија која ќе одговори на своите задачи, најдобрите треба да напредуваат, а не најлојалните, најпослушните. Përfarsimi i etniteteve në nivel të shtetit, me përqindje që janë, domosdoshmë duhet të reflekton edhe në institucionet tjera të shtetit, po edhe Ministrinë e Mbrojtjes, në Armatë dhe njësitë speciale, siç përmenda në njësitë e Ujve, ku nga 280 pjesëtar nuk ka asnjë shqiptar, kështu ndodh edhe me sektor tjerë, siç është ajo për kundër zbulim, ku shtrohet dilema se a thua ekziston një mosbesim ndaj një nacionaliteti i cili për mallësia është e dyta në Republikën e Maqedonisë, apo janë pyetje politika tjera që nuk janë në interes të një bashkëjetesë në Republikën e Maqedonisë. Повелете, господине Поповски. Да, се слагам дека треба да се води сметка и за правичната застапеност, меѓутоа клучен критериум таму мора да биде професионалноста и квалитетот. Од тоа нема отстапување по никоја цена. Не може само заради тоа што некој е од различна етничка припадност да биде привилегиран, меѓутоа апсолутно се слагам дека мора да има таква застапеност. И уште една работа која што би сакал да ја потенцирам, дека постојат ресурси надвор од буџетот на Република Македонија. Тоа се програмите на НАТО, особено програмата Security through Science, наука за мир, каде што навистина не изградивме капацитети за користење на тие фондови од НАТО, кои што се токму наменети за модернизирање на одбраната во државата. Повелете. Да се вратам накусо на меѓународните мисии на Македонија. Многу луѓе не можеа да разберат на почетокот зошто одиме во далечните краишта на светот, затоа што ние мораме да се промовираме као генератор на стабилност и на мир и да поддржуваме акции кои го стабилизираат светот заедно со сите други. Меѓутоа со овој буџет и со оваа политика на маргинализирање на комплетната армиска структура, на сметка на другите сектори на безбедносниот апарат, ние многу тешко тоа ќе го направиме. Се плашам дека некои идни мисии ќе бидат во опасност токму поради недостатокот на ресурси. Angazhimi njësive tona ushtarake në misione të ndryshme jashtë vendit për të ruajtur paqen, natyrisht se është pozitive dhe duhet vazhdohet me një politikë të këtillë të përfarësimit të Republikës Maqedonisë edhe në këto misione, ku ato veprojnë së bashku me partnerët tanë strategjik. Kjo është ana pozitive që mendoj se i sjell Maqedonisë poena pozitiv dhe natyrisht që në këtë segment ne nuk ngelim sa i përket plotësimit të kushteve për antarësimin e Republikës Maqedonisë në NATO.
Господа, ќе ве замолам доколку се согласите да искористиме колку што ни остана време и да поставам уште едно прашање, меѓутоа да се откажеме од правото на реплики бидејќи уште толку време ни останува, а сепак да не ги оставиме граѓаните покусо за овој одговор кој мислам дека ќе им биде прилично важен. Моето прашање е: до која мерка сте подготвени да отстапите од личните условно различни ставови од оние на партиите на власт во интерес на кохабитацијата? Имате сите по 1 минута за одговор на ова прашање. Сакам многу категоричен да бидам во ова. Јас нема да бидам нити марионета на власта, нити продолжена рака на опозицијата. Сакам да бидам преседател на сите граѓани, независно од нивната различност по секоја основа. Сакам да воспоставиме еден механизам на кохабитирање кој што во себе, во својата суштина ќе значи држење до некакви национални, односно државни принципи и приоритети околу кои што нема да мораме повеќе да се расправаме во иднина. Тоа чувство до сега заради политичката констелација од првиот преседател на државата, господинот Киро Глигоров, нааму го немаме и мислам дека е крајно време да граѓаните навистина позицијата преседател на државата ја доживуваат како нешто што е еден амортизер од евентуално развивање на автократска власт во државата. Значи, токму заради тоа и мислам дека е одлично решение што преседателот се бира на општи и непосредни избори. Поверете, господин Пендаровски. Во делот на личните ставови се можни две ситуации. Значи, во случај кога би била политичката структура која ме поддржува на власт и другата која има свој кандидат, кој денеска не е присутен. Сакам да истакнам дека од своите лични ставови во кои верувам и кои ги аргументирам, секаде каде што е потребно, немам намера да се откажам ако другите, во овој случај структурата која ме поддржува, мисли поинаку, а нема аргументи за тоа. Меѓутоа, ако станува збор за кохабитација, јас сум подготвен да изменам дел од своите лични ставови и убедувања ако од другата страна добијам аргумент кој не оди во прилог на друга политичка структура, ниту во прилог на некој поединец или семејство, туку исклучиво во корист на Република Македонија. Значи, можам да моделирам некој собствен личен став само ако другата структура која е поинаква и која е била спротивна од мене на било кои избори, ме убеди дека тоа го прави не за себе, не за партијата, не за етничката заедница на која припаѓаме, туку за државата Македонија. Компетенцата e kryetarit shtetit janë të definuara me kushtetutë dhe natyrisht që kryetari i shtetit duhet ato t'i respekton. Unë nëse arrij që të bëhem kryetar shteti, do t'i përfarsoj pra gjithë qytetarët, gjitha kolektivitetet nacionale, pra si kryetar shteti nuk do të marr anë as nga ana e djathtë apo nga ana e majtë. Natyrisht që si kryetar shteti do të angazhohem në koordinimin punëve veçanërisht strategjike për vendin me qeverinë, po ashtu edhe me parlamentin dhe institucione tjera relevante që mundsojnë funksionimin e suksesshëm të shtetit dhe në këte aspekt do të ketë dallime shumë të mëdha nga udhëheqja e shtetit nga ana ime dhe natyrisht e udhëheqjes të shtetit nga kryetari aktual që është, për cilin natyrisht se kemi pa dhe ndëgjuar në shumë raste kur ka marrë anë nga ana e partisë së vet. Што туку ме информира дека сепак имаме време за реплики, значи воопшто нема да отстапиме од форматот на овој разговор, само ве молам воопшто да не надминуваме од 30 секунди. Повеле. Би сакал да реагирам на господинот Пендаровски, затоа што он така ги постави работите како да има само две политички опции на политичката сцена и он се определи дали таа едната која што би го поддржала него или оваа која што е актуелна. Мислам дека не би смеле така биполарно да гледаме на политичката реалност во Македонија. Мислам дека се отвара политичкиот простор за нови идеи, за нови понуди, така што јас сепак би сакал да бидам малце поширок во тие однесувања и би сакал да имаме да го стекнеме конечно тој впечаток дека во Македонија не е се црно-бело. Да, сакам да се извинам дека пред македонската јавност дека немам таква намера да понижувам било која друга политичка структура или кандидат. Мојот став беше, и ќе го повторам, дека независно која политичка структура и да е на власт, различна од ова на која јас припаѓам и која мене ме поддржува, немам намера да се откажам од моите лични ставови и уверувања кои ги градам низ годините,
за тоа што е најдобро за Македонија, освен ако другата политичка структура, освен оваа мојава, не ме убеди со аргументи дека тоа што го предлага е подобро за Република Македонија. Повелете, господин Ахмедов. Kuptohet që kryetari i shtetit domosdo duhet të intervenon në shumë raste kur e sheh se ndodhin situata që ndikojnë drejt për së drejti në acarimin e raporteve ndëretnike, nga se angazhimi i tij dhe koordinimi i aktiviteteve të tija me institucionet e shtetit mundson në mënyrë preventive të ndikon që ato të mos ndodhin. Pra, nuk mund të ndodhe nëse unë jam kryetar shtetin të ardhmen ku Добро, дали ќе дополниме сосема ако се уште нешто? Јас би сакал само на крајот да додадам дека за мене зборот кохабитација оди многу близко со зборовите политички диалог. Мора да воспоставиме политички диалог, да се обидеме, да работите си ги решаваме однатре. Тука ја гледам модераторската улога на председателот и се разбира да не се доведуваме во ситуација да стануваме мета за подсмев по меѓународната заедница, за да постојано викаме некакви медиатори кои што би доаѓале и би не помирувале како мали деца. Мислам дека председателот на државата треба конечно да ја превземе позицијата на модератор на политичкиот диалог. Мојата идеја за председател на Република Македонија е човек кој ќе обединува, нема да дели. Досегашниот председател токму тоа го правеше. И затоа беше третиран како уште еден владин службеник, а не како човек кој успеа да извлече и да формира собствен политички профил. Значи, јас имам намера да останам тој кој што сум и во изминативе месеци и години, онака како што ме познава македонската јавност, и можам да отстапам од тоа само ако е во интерес, повторувам, на стратешките интереси на Република Македонија и на народот кој живее во неа. Po nga ushtrimi mandateve të kryetarit të shtetit të deri tanishëm, ne kemi pas rast që të kemi kryetar shtetit, si që zoti Trajkovski, i ndjeri, i cili edhe pse ishte i propozuar nga partia e tij, më pastaj nëpërmes ndikimeve nga partia e tij duheshte që zhvillon një të udhëheq shtetin duke marrë anë, por ai kryesisht u përsaktua kuadrët të kushtetutës vepron dhe natyrisht më pastaj lindën probleme mes tij dhe partisë së tij. Që do thotë se ky shembull duhet të ndiqet. Многу ви благодарам за искажувањето на вашите ставови во првиот дел од дебатата. Почитувани гледачи, ова беше првиот дел од дебатата на председателските кандидати. Ги слушнавте ставовите на господинот Зоран Поповски, Стево Пендаровски и Илијас Халими. Господинот Ѓорѓе Иванов не ја прифати поканата да учествува на ова дебата. Вториот дел од дебатата на теми од внатрешната политика продолжува веднаш по рекламите. Модератор на вториот дел ќе биде мојата колешка Снежана Лупевска-Созан. Благодарам. Јас сум Снежана Лупевска-Созен, модератор на втората дебата во која ќе се фокусираме на внатрешната политика. Дебатата е организирана од Националниот демократски институт за меѓународни работи со поддршка на британската амбасада и USAID. За време на дебатата ќе важат истите правила. Секој од кандидатите има 1 минута за одговор на прашањето, а 2 пати по 30 секунди за реплика. Прашањата се утврдени врз основа на претходно направено истражување на јавното мислење спроведено од НДИ. На оваа дебата беа поканети сите 4 кандидати, не се одзва кандидатот Ѓорѓе Иванов. Од мене добро вечер за господинот Зоран Поповски, Стево Пендаровски и господинот Илијас Халими. Па господа, почнуваме. Мојот пријател е хирург. Има 32 години, а државата за неговото образование во текот на цело време потроши 72.000 евра. Тој сепак реши да ја напушти Македонија затоа што смета дека нема перспектива за него. Како председател на Македонија, дали вие би го задржале и како? Повелете. Апсолутно, без резерви таквите луѓе треба да се задржат. Нам ни се случува бела чума во последните
години огромен број млади луѓе напуштија државата, млади луѓе во кои што Македонија како држава инвестираше во нивното образование. Мора Македонија да ја вратиме на патеките на демократијата, луѓето мора да веруваат во системот, не смеат да се плашат од институциите на системот, средствата, јавните финансии не смеат да се трошат, туку да се користат за создавање на нови работни места. Не смееме веќе јавните финансии да ги трошиме за работи од кои што граѓаните немаат никаква полза. Мислам дека исто така драконските казни се една од причините зашто постои одреден страф во општеството, така што и во тој дел ќе мора бргу да се интервенира. Се на се мислам дека треба да се создаде простор за ослободување на предприемачкиот дух на младите, нивната инвентивност и на таков начин да бидат интегрирани во општеството, подигнувајќи го животниот стандард на граѓаните. Пендаровски? Се разбира, индивидуалните случаи не може да ги решава председателот, меѓутоа може и мора да создава системски предпоставки за нивно решавање. Што треба прво да направи председателот? Јас како председател тоа би го поддржал од првиот ден. Значи да вложуваме и да ја поддржуваме реалната економија која ќе вработува луѓе во продуктивни работни места. Не структура на буџет во која што ние даваме пари за споменици, а не даваме пари за инфраструктура. Инфраструктурата може да ги врати да донесе работни места и да ги врати вложените пари. Инаку сето ова друго што е непродуктивна инвестиција и е фрлање пари кои ние и онака ги немаме во доволна количина. При тоа мислам дека изминативе години владата и председателот прават непотребно омаловажување на домашните инвеститори. Јас ќе направам домашните инвеститори да се апсолутно еднакви со странските инвеститори во сите погодности кои државата ги нуди за да почнат со инвестиции. Rastet të këtilla kemi shumë, nuk është vetëm ai rast. Natyrisht që kjo është si pasojë e gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale shtetin tonë dhe funksionimit normal të institucioneve të shtetit. Unë si kryetar shteti, natyrisht në të ardhmen, po që se më jepet besimi, këtyre çështjeve do t'i kisha kushtuar shumë rëndësi, pra sjelljes së investitorëve të huaj dhe investimeve në Republikën e Maqedonisë, edhe atë jo vetëm të koncentruara në një rajon, por të shpërndarë në gjitha rajonet e Republikës së Maqedonisë për një zhvillim barabartë të tyre. Në këtë mënyrë ne mund të rrisim mundësitë për rritjen e vendeve të punës dhe mbajtjes së kuadrave cilësor, cilët do të jenë shumë dobishëm për vendin, natyrisht edhe për një zhvillim më të suksesshëm dhe për të krijuar një perspektivë më të mirë për qytetarët tanë. Господи, имате право на спротивно мислење од против кандидатот или да го дополните својот став? Благодарам. Јас би сакал да кажам дека ќе се борам со сите сили да партиската книжка престане да биде пасош за успех во животот, за развој на кариерата. Исто така би сакал да потенцирам дека администрацијата не сме да биде единствена перспектива за младите луѓе и покрај тоа што навистина во последно време таа се пренаптрупа со огромен број на луѓе за кои што нема ни доволно столчиња. Така што во тој смисол мислам дека тие средства кои што ќе се ослободат од администрацијата би можеле да се вложат во нови работни места. Рак рана на македонската економија е екстремното партизирање на институциите. Че ние ја наполнивме администрацијата со партиски војници наместо со квалитетни кадри и тоа ја влече државата надолу, не ја носи во развој. Државата во секоја нормална, здрава економија има само една задача. До сегашната власт, председателот и влада тоа не го правеа. Јас, од позиција на председател, тоа би го правел. Мора државата да создава амбиент за инвестиции и за развој, а не да биде главниот работодавач. Ne kemi nevojë për investitorë të huaj dhe duhet të çojmë një politikë intenzive në drejtim të sjelljes së tyre në vendin tonë. Mirë po, kemi edhe problem sa i përket të ndarjes së buxhetit me mjetet e qytetarëve, me djersën e qytetarëve. Shumë nga këto mjete shkojnë në investime jo produktive, në investime ku ato bëhen për interesa të oligarhive politike. Andaj,
si kryetar shteti i jashtëm, unë do të kisha thënë ndal të gjitha këtyre tendencave që kanë të bëjnë me shpërndarjen e buxhetit, i cili në shumë raste është në dëm të interesave të qytetarëve. За мене е многу поважно да се отвараат нови пазари за да можат нашите компании да извезуваат и да отвараат втори и трети смени, односно да почнуваат инвестиции во државата. И особено би сакал да направиме сериозни интервенции во образованието, затоа што младите изгубија верба и во образовниот систем заради ставањето на апострофот врз квантитетот. Мораме да ги рационализираме високообразовните институции, мора да го вратиме квалитетот, мораме да се оттргнеме од екстерното оценување како алатка со која што се дисциплинираат, а не се унапредува образовниот процес. Благодарам. Да се навратам на структурата на буџетот. Како председател нема да потпишам указ во кој буџетот ќе биде 2 пати поголем од оној што беше пред 7 или 8 години, затоа што тоа значи драконско зафаќање на парите од стопанството и привлекување кон државата. Државата е лош стопанственик. Државата не знае да раководи со парите. Државата треба да прави амбиент, а не да ги собира парите од стопанството кој и така на колена, осиромашено до крајни граници. Значи државата подалеку од стопанството. Natyrisht se shpenzimi i buxhetit duhet bëhet me prioritet dhe sipas nevojave të qytetarëve. Në këtë drejtim do të isha angazhuar maksimalisht për të mbajtë pjesën më të shëndorë shoqërisë tonë rinin këtu, që mos largohet prej vendit, do të kisha insistu që të krijon kushte për një shkollim solid, cilësor, natyrisht edhe për krijimin e kushteve për studentët, ku ata do të kishin mund të arrijnë deri te njohuritë e nevojshme që do të ishin pandan të kolegëve tyre të shteteve të Bashkimit Evropian. Според анкетата на јавното мислење, спроведена од НДИ, 78,4% од граѓаните со право на глас сметаат дека диалогот меѓу политичките партии е на лошо ниво. Според вас, која е пречката за нереализирање на политичкиот диалог и како тоа би го елиминирале? Македонија е, за жал, поделено општество во секој смисол, политичко, во етнички смисол. Мислам дека исклучиво се занимаваме со колективни права. Забравивме дека во државата живеат граѓани, чиј што интерес треба да го застапува токму председателот на државата и тој, односно јас доколку ја добијам довербата, сакам да го воспоставам политичкиот диалог во име на граѓаните. Јас сакам исто така да потенцирам дека многу пати се наоѓавме во ситуација да во тие недоразбирања постојано ни доаѓаат мисии од страна за да не помируваат. Исто така имам впечаток дека политичкиот диалог се држи надвор од парламентот, тој е изместен во некакви лидерски средби кои што во меѓувреме и тие се поредко се одржуваат, така што мојот концепт на отворен кабинет, политичкиот диалог би сакал да го воспоставам таму, односно доколку ја добијам довербата, сакам да понудам места во кабинетот од сите политички субјекти за да таму воспоставуваме некакви приоритети. Македонија има во изминативе години проблеми на две нивоа со политичкиот диалог. За жал, досегашната влада и досегашниот председател направија да се појави и нов проблем, кој го немавме порано. Нема политичкиот диалог и меѓу македонските партии или внатре во македонската етничка заедница. Ние имавме порано проблеми со меѓуетничкиот диалог. Мислевме дека го решивме до некој степен со рамковниот договор или дека поставивме основа за такви разговори. Меѓутоа, досегашната влада и досегашниот председател и таа придобивка од рамковниот договор ја турнаа на маргините. Во овој момент, меѓуетничкиот диалог практично не постои, освен можеби за некакви си цифри, тендери и вработувања во владината и државна администрација, а меѓумакедонскиот диалог не постои воопшто. Јас како председател ќе иницирам диалог по двете нивоа. И со албанците, турците, властите, ромите, србите, бошњаците, сите останати и се разбира и меѓу македонците, затоа што тука се отворија од страна на досегашната власт неколку прашања кои задираат за жал во самата суштина на македонската нација. Republika e Maqedonisë është shtet shumë partijak, pra kemi sistem multipartijak. Natyrisht që kjo është pozitive. Partitë politike duhet zhvillojnë mes vete, pra duhet të kenë bashkëpunim, duhet të ketë dialog,
por dhe roli kryetarit shtetit është i madh në këtë aspekt, që të ndikohet partitë politike mes vetet mos shifen si të armiqësuar, por shifen si rival që konkurrojnë, marrin pjesë në shtetin tonë me programe dhe platforma, cilat parashojnë natyrisht avancimin e të drejtave të qytetarëve, avancimin e drejtave kolektive dhe zgjidhjes së problemeve me të cilat ballafaqohemi. Prandaj në këtë drejtim do të isha angazhuar që gjitha çështjet që janë të hapura mes partive politike, ato të bisedohen në takime të përbashkëta dhe të afrohen qëndrimet për zgjidhjen e çështjeve për të cilat ato janë të interesuar që ato të debatohen. Мислам дека во однос на меѓуетничкиот диалог ние се уште преговараме, а не разговараме за различностите. Мислам дека тука треба да се направи сериозен исчекор од страна на претседателот на државата, кој што ќе се обиде да даде нова содржина во тие разговори, за да не живееме и понатаму едни покрај други, туку едни со други. Во делот на спортот, културата, мислам дека взаемното запознавање помеѓу етничките заедници во Македонија ќе биде основа за подобра толеранција, што е од своја страна услов за етничка стабилност во државата. Досегашниот председател не иницираше ниту еден суштествен политички диалог, ниту меѓу заедниците, ниту внатре во рамките на македонската заедница, иако тоа председателот по устав мора да го прави, значи да ги обединува, не да ги дели луѓето. Јас како председател на Република Македонија, прва и последна задача ќе ми биде да ги спојувам луѓето врз основа на заеднички интереси, независно од нивната вера, нација или политичка припадност. Нашиот најголем интерес мора да биде Република Македонија стабилна, демократска и европска земја. Si që di, marrëveshja e Ohrit u arrit me një pajtueshmëri të partive politike, por ajo dështoi se duhet të realizohet në vitin 2004, tani jemi vitit 2014. Asnjë nga pikat e marrëveshjes së Ohrit nuk janë realizuar ashtu siç i parasheh marrëveshja e Ohrit, që do thotë se nden ngelin për të zgjidhur çështje e përdorimit gjuhës shqipe, çështje e përdorimit të simboleve, natyrisht e resocializimit të pjesëtarëve të konfliktit dhe në këtë mënyrë pra që domosdoshmë duhet një rishqyrtim i kësaj marrëveshje. Политичкиот диалог мора да има содржина. Мислам дека треба да се издефинираат сите оние приоритети во државата околу кои што мора да се воспостави и мора да се излезе со некаков државен консензус. Тоа се прашањето за името, околу името мора да се води политички диалог, околу буџетот на државата мора многу посериозно да се разговара, околу евроатлантските интеграции, не само во делот на името, туку во другите критериуми и најважно од се да се воспостави консензус дека најголем непријател во овој момент во државата е сиромаштијата и невработеноста. Најголемиот проблем на досегашниот председател и политичката структура која го представуваше беше нивната грижа за рейтингот. Ако зборуваат за меѓуетничките проблеми, или пак ако се обидат да ги надминат проблемите на заеднички средби, дека ќе изгубат од личниот рейтинг. Сакам јасно и јавно да порачам до комплетната македонска јавност. Како председател на Република Македонија, совршено нема да ме интересира мојот личен рейтинг, туку пред се грижата, напорите да ги решам овие проблеми, бидејќи тоа е оската на која почива стабилноста на Македонија. Marrëveshja e Ohrit, edhe pse u miratua, shumë çështje ngelen ende si dilema, cilat më pastaj reflektojnë në marrëdhëniet ndërretnike. Pra, ende është dilema se gjuha shqipe është gjuhë zyrtare apo nuk është gjuhë zyrtare, nga vetë fakti se, siç e dim, në kryetaria e Parlamentit shqiptare kaluan 3 vite të mandatit së saj dhe asnjëherë pra nuk pat mundësi që të udhëhesh seancat e Parlamentit në gjuhën anëtare, që llogaritet si gjuhë e dy zyrtare në Republikën e Maqedonisë. Па господа, доколку се случи до вас како председател да стаса писмо од граѓанин од албанско етничко потекло, кој на својот мајчин јазик бара да поддржите закон за употреба на албанскиот јазик на целата територија на Македонија, на кој јазик вие би му одговориле и што?
Ќе му одговорам на македонски јазик и ќе одговорам дека треба да се почитуваат нормите кои што се веќе воспоставени во државата во однос на користењето на јазиците на заедниците, така што во тој поглед мислам дека не би смееле да отстапуваме. Јас апсолутно немам предрасуди кон никој во оваа држава и навистина мислам дека јас сум спремен и општеството треба да биде спремно за разговор. Не мора да се договараме околу се, не мора да имаме разбирање околу се, меѓутоа важно е да го отвориме тој диалог и мислам дека на таков начин да покажеме добра волја дека сме спремни да ги почитуваме колективните права во оваа држава согласно меѓународните норми. Јас тоа додека бев во Министерството за образование како државен секретар го покажував на дело кога и покрај тоа што имаше отпор од македонската страна, условно да кажам, јас отварав паралелки таму каде што беа исполнети и на албански јазик, така што тоа го покажував на дело. Според уставните одредби и според рамковниот договор, председателот ќе одговори на македонски, иако за мене е апсолутно неспорно дека албанскиот е втор службен јазик, во согласно со закон се употребува онаму каде што се припадниците од таа етничка заедница на 20%. Со тоа сакам да кажам дека ова што го дава рамковниот договор и ова што го препишува Уставот во делот на употребата на јазиците, воопшто не значи дека не е возможно во собранието, например, или во некои други локални институции да се унапредуваат правата на граѓаните кои го зборуваат тој јазик. Патем кажано, ако е тоа било какво значење во однос на јазиците, јас сум првиот кандидат за председател, веројатно и за било која друга јавна функција во оваа земја, етнички македонец, кој сними спот и изборуваше, говореше во тој спот на албански јазик. Значи, мојата почит кон албанскиот јазик и кон сите други јазици кои се говорат во Македонија е неспорна. Очекувам на тој план да има унапредувања, се разбира со заеднички диалог и со консензус на сите кои живеат во Македонија. Nëse gjua shqipe është gjuhë e dy zyrtare në Republikën e Maqedonisë, e definuar me kushtetut, natyrisht që përdorimi i saj më poshtë duhet rregullohet me ligje, mungojnë ligjet për përdorimin më të gjithanshëm, është e pakuptim që deputeti shqiptar, por e ministri shqiptar në seansat e parlamentit mund flasin shqip, kurse të njëjtët ministra në qeveri të drejtë nuk e kanë. Që thotë se kemi një zgjidhje parciale të përdorimit të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare dhe natyrisht që kjo kërkon që të shqyrtohet dhe të dihet sakt për përdorimin e saj që mos ketë dilema dhe natyrisht mos ketë debate lidhur me atë se ku mund përdoret, ku nuk mund përdoret. Kryetari i shtetit ka për obligim që edhe këtë çështje t'i trajton, natyrisht në një takim mes subjekteve politike që ngrejnë këtë çështje, që të mund pra gjendet nëpërmes argumenteve dhe fakte një zgjidhje e kapshme dhe e drejtë që këtë temë pra ta lëm anësh dhe në tarë mos merremi me të. Да, јас сум горд што потекнувам од мешана средина, што сум учел во училиште каде што наставата се одвивала и на македонски и на албански јазик, моите деца исто така. Никогаш не сум имал проблем со моите пријатели, со моите сограѓани од другите националности и многу пати на дело сум покажувал дека навистина во оваа држава треба да престанеме со предрасуди. Мислам дека е многу важно во меѓувреме да почнеме да се запознаваме подобро, да почнеме да организираме работи кои што ќе не доближуваат. Спортот стана место кое што за жал представува во овој момент жариште каде што доаѓаат до израз овие недоразбирања. Се согласувам со забелешките на господинот Халими, ги слушам и од друга страна, дека законот за јазиците или законите кои ги регулираат употребата на јазиците е најверојатно непрецизна во еден свој дел. Тие одредби треба да се чисти за граѓаните да знаат кои права реално им припаѓаат, не само да ги пишува во законите, а во пракса да ги нема. Значи во тој дел би поддржал измена на законите за јазиците ако за тоа се постигне целосен политички консензус, затоа што мислам дека една од најлошите работи во Македонија е наметнувањето на една врз друга етничка заедница. Kjo çështje përdorimit të gjuhëve është shumë e rëndësishme. Natyrisht që sa më shumë gjuhë të një qytetar është më i pasur dhe mundësia afrimit dhe bashkëpunimit me bashkëqytetarët e tij të kombësisë tjetër janë shumë më të mëdha dhe
unë jam natyrisht i vetëdijshëm për këtë dhe si kandidat i mundshëm për kryetar shteti kam një përparësi në raport me kundër kandidatët e mi, që i flas 2 gjuhët, edhe gjuhën maqedone dhe gjuhën shqipe, dhe natyrisht që këte duhet ta din edhe ish në kryetar të arshëm shtetit, po që se nuk janë të nacionalitetit shqiptar. Да, во право сте. Јас секогаш во познавањето на јазици гледам предност и затоа и сум се одлучил. Веројатно е предизвик ова што е направено и навистина сакам да токму за тоа изборував преска. Имено мојот син како факултативен предмет во основното училиште каде што учи, го одбра токму албанскиот јазик да го изучува и јас сум горд на него што сега знае, зборува и се разбира, не е целосно, меѓутоа зборот ми е дека тука навистина треба да почнеме да одиме напред. Уверен сум дека правата на етничките заедници, вака како што се сега поставени, представуваат значителен исчекор во однос на она што го имавме пред 2001 година и во тој дел значењето и влијанието на рамковниот договор е неспорно. Она што јас сакам да го порачам како мој политички став, како моје политичко вјерују, е дека тие права треба да се унапредуваат, се разбира во иднина, секаде каде што припадниците на конкретна етничка заедница чувствуваат потреба, но заеднички со сите останати кои живеат во Македонија, затоа што најмалку што ни е неопходно е наметнување на волјата на една врз волјата на друга етничка заедница. Pra, unë jam ndërtuar si njeri, si personalitet pa paragjykime, natyrisht që unë jam angazhuar maksimalisht që të flasë edhe gjuhën maqedone. Kisha një emision në MTV1, ku simas rregullave të atyre duheshte që të flitet gjuhën maqedone dhe unë nuk e refuzova atë debat, vetëm për dëshmuar para qytetarëve, edhe maqedon, edhe bosnjak, edhe të tjerët që flasin gjuhën maqedone, se nëse unë du të bëhem kryetar shteti, natyrisht se punë e parë që duhet ta kem parasysh është që ta flas gjuhën e tyre. Ви благодарам. Иако немате директни ингеренции, но имате големо политичко влијание. Дали и како би заштитиле новинар кој има сериозни проблеми заради неговите написи? Само затоа што аргументирано во својот текст навел докази за корупција во врвот на власта. Да, ние сме сведоци на политички затвореници во Македонија. Еден од нив е и вашиот колега, Кежаровски. Мислам дека тоа не сме да се случува во 21. век. Мислам дека новинарите треба да бидат заштитени, затоа што тие се своевидни мегафони во јавноста и во име на институциите ја информираат јавноста за се она што се случува таму. Мислам дека ќе треба сериозно да направиме измени во законите кои што се однесуваат на новинарската сфера, особено во собственичките односи, во трошењето на јавните пари во работата на приватните медиум и веројатно тука исто така ќе треба да се побара ново решение во однос на декриминализација на клеветата и особено во тој дел гледаме дека се наоѓаат некакви заобиколни патишта за да се стигматизираат луѓето по најразлична основа во Македонија. Медиумите, според мене, се киднапирани во Република Македонија од страна на досегашната власт и според сите релевантни меѓународни истражувања, Македонија во однос на слободата на истражување е во слободен пат. Значи, ние, кај Репортери без граници, паднавме над 80 места само во последниве 3,5 години. Ваков пат се случува само во држави во војна или во држави со внатрешен конфликт. Најголемиот срам, според мене, е тоа што во 2013 година, а за жал таа ситуација трае и се уште, имаме новинар во притвор не за направен криминал, туку за напишан збор. Слободата на медиумите ќе биде прва моја задача. Не затоа што така пишува во Уставот, туку затоа што не можам да замислам да бидам председател на Република Македонија која држи новинар во притвор. Тоа е срам за било која европска демократија. Natyrisht që unë jam për atë që mediumet veprojnë në mënyrë autoktone, mos të kenë më varshmëri prej politikës,
se në këtë mënyrë ata në mënyrë profesionale mund ta bëjnë punën e tyre dhe kur një medium në mënyrë profesionale pa anuar nga asnjë anë e bën punën, natyrisht se kështu krijon klimë pozitive për një orientim të qytetarëve të drejtë dhe kjo është punë shumë e shëndosh për të ardhmen e vendit. Sipas bindjes time, mbi 80% të mediumeve pra janë në varshmëri në forma ndryshme, qoftë për shkak të korruptimit, qoftë për shkak të mbijetimit, me që kanë të punësuar e kështu me radhë, por kjo nuk i kontribon pra interesit shtetëror, nuk i kontribon interesit të qytetarëve dhe natyrisht që ajo pjesë e mediumeve veç bëhet peng interesave të elitave politike ose garniturave të ndryshme politike. Окупирањето на медиумите од страна на власта создаде торзија на другата страна. Сега имаме една ситуација да на медиумската сцена имаме многу повеќе, се разбира, провладини медиуми, меѓутоа во исто време и проопозицијски медиуми, така што место за една релевантна, реална, објективна информација до граѓаните нема многу. Во тоа закрвавување на односи помеѓу политичките партии се придружија и медиумите и навистина немаме баш можност да читаме многу или да слушаме или да гледаме медиуми кои што се однесуваат навистина објективно. Медиумите во Република Македонија се директно зависни во еден најголем дел од политичката партија која до сега беше на власт и од олигарсите блиски до политичката структура која до сега беше на власт. Јас како председател на Република Македонија ќе побарам од сите медиуми да ме критикуваат што повеќе можат, не да ме фалат, за да бидам подобар во нивен интерес и во интерес на сите граѓани на оваа земја. Основен предуслов за здрава демократија е критика, а не фалба на оној кој се наоѓа на власт. Kjo që po ndodh me mediumet në Republikën e Maqedonisë, natyrisht që shihet, duket edhe nga bashkësia ndërkombëtare, faktori ndërkombëtar, dhe ata kanë një qëndrim të kritik për mënyrën e trajtimit të mediumeve, të gazetarëve, cilët në shumë raste kanë kufizime në çfaqjen e pikpamjeve, mendimeve tyre për temat caktuara, për situatat caktuara, dhe Општествената позиција на новинарите некогаш не ја ни третираме како што треба. Мислам дека тие се исклучително важна алка во демократизација на општеството. Јас во нив гледам и луѓе кои што ќе треба да не отворат и кон соседите. За мене се важни тие контакти помеѓу новинарите, затоа што еден новинар може да посее омраза, во исто време може да креира, да продуцира информација која што би била навистина позитивна во развивањето на односите не само внатре во државата, туку и кон соседите, затоа мислам дека ќе треба посебна поддршка токму на такви иницијативи да се дава. Досегашната власт пред неколку години направи преседан во европски рамки. Во еден ден затвори 4 медиуми. Не затвори 4 газди за даночна евазија, туку затвори 4 медиуми. Како председател на Република Македонија, ќе се залагам за слободни медиуми, значи слободата сватена до крајни граници според највисоките европски и светски стандарди, затоа што слободните медиуми се основа за слободно општество составено од слободни поединци. Unë kam mundësi të përcjell mediumet e shteteve tjera, veçanërisht shteteve fqinje, dhe unë mendoj se më shumë që kanë pengesa mediumet këtu tek ne veprojnë në mënyrë të pavarur, nuk ka në asnjë shtet tjetër. Natyrisht si kryetar i jashtëm i shtetit, unë do të bashkëpunoj fuqishëm me mediumet, edhe deri tani unë kam pas rast që të bashkëpunoj gjatë kohës kur kam kryer funksionet ndryshme shtetërore dhe nuk ka pas asnjë rast që të refuzoj një bashkëpunim me cilën do qoftë përfaqësues të mediumit. Благодарам. Господа, ќе имате и надлежност да предлагате судии на Уставниот суд и како ќе убедите јавноста дека тие судии ќе бидат независни за време на нивниот мандат? Имаме една генеза на развојот на ситуацијата во Македонија во овие последни години, кога
владеачката гарнитура немаше, да речам, влијание врз персоналниот состав на Уставниот суд, имаше случаи на одбивање на одредени закони, на враќање на законите заради неусогласеност со Уставот на Република Македонија. Како се менуваше структурата на Уставниот суд, денеска веќе во последниве години немаме такви ситуации во државата и тоа е навистина непријатно за демократијата. Мора да се избираат луѓе, авторитети, кои што зад себе немаат апсолутно никаков партиски или политички ангажман, луѓе кои што ќе бидат навистина бранители на Уставот во Република Македонија. Не помалку важна е номинацијата на соодветни луѓе во Републичкиот судски совет, каде што претседателот исто така има надлежност да номинира 2 члена, затоа што пак таму се влијае врз глобалната кадровска политика во судскиот систем. Предлозите на председателот на Република Македонија после 27 април за Уставниот суд и оние што ги номинира за судскиот совет ќе бидат пред се квалитетни судии кои ја поминале целата хиерархија во судството, луѓе кои ќе бидат доблесни да кажат не за било каков политички притисок. Ова што сега се случува или до сега се случуваше не само во оваа судска инстанца, туку и во сите други и во пониските судови е целосна партизација на еден витален сегмент на македонското општество. Правната сигурност на многу граѓани, на многу фирми беше доведена под прашање затоа што судеа партиски војници кои слушаа партиски инструкции од владата или од председателот. Не судии кои имаат доблест да кажат како е според правото и според законот. Не е дозволено во ова највисока инстанца во Република Македонија, во Уставниот суд, како што до сега беше случај, да се предлагаат судии кои прескокнуваат по неколку скалила во судската хиерархија. Само најдобрите, оние кои се пример за помладите, можат да бидат судии на Уставен суд. Në bazë të Kushtetutës, kryetari i shtetit propozon 2 anëtar të Gjyqjes Suprem, po ashtu 2 anëtar të Këshillit Gjyqësor. Natyrisht se gjatë përzgjedhjes së gjykatësve, unë nuk kam përgatitje të atill që të mund gjykoj se cili është më profesional, por në kuadrët kabinetit tim, unë do të angazhoj kuadro cilësor, jurist me eksperiencë, natyrisht se do të formoj komision të veçantë për shqyrtimin e të gjithë atyre kandidatëve të mundshëm për të qenë gjykatës në Gjyqjen Suprem dhe gjykatës në Këshillin Gjyqësor. Këtë mënyrë jam i bindur se do të bëj një përzgjedhje të drejtë, ku në radhë parë do të merret parasysh profesionalizmi, po ashtu edhe të zgjedhjes së gjyqtarëve, cilët nuk kanë vashmëri politike, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të arrihet që të depolitizohet gjyqësia dhe organi gjyqësor në përgjithësi. Се разбира, многу ќе биде важно во меѓувреме да се постави судската академија на нови темели, за да таа биде навистина извориште на квалитетен судски кадар. Јас не сакам да го стигматизирам судството во целост. Се уште имаме луѓе честни кои што работат меѓутоа факт е дека се чувствува влијание на политика, во што најмногу укажува фактор што многу често се повторуваат имиња на истражни судии кои што се скоро задолжени за одредени работи кои што треба да се извршат за потребите на власта. Партизираното судство во Македонија на сите нивоа практично ги изроди овие политички монтирани случаи од кои денеска се срамиме пред цела Европа. И таквото судство донесе драконски казни кога граѓаните се тужени од страна на владини функционери во едно рочиште по десетици и десетици илјади евра, а во спротивниот случај, кога некој граѓанин би собило да тужи владин или државен функционер, не би можел да ја добие правдата чекајќи со години на неа. Значи судство каде што сите закони ќе важат подеднакво за сите, а не судство за партиски функционери или за владини државни функционери, а друго судство за обичните граѓани. Shumë është me rëndësi se çfarë gjykatës ne do zgjedhim për qoftë Gjyqin Suprem, ashtu edhe Këshillin Gjyqësor, si dhe gjyqin e apelet apo administrativ, megjithëse nuk janë ingerencat e mia që të propozojnë atje gjykatës, por në radhë parë ajo që do të jetë kompetencë ime, unë do të angazhohem për përzgjedhjen e gjykatësve që do të jenë të moralshëm, njerëz pa korruptuar, me një biografi të pastër, që është dëshmi se ata gjatë ushtrimit të postit si gjykatës nuk do të korruptohen.
që gjyqësia është me të vërtetë një institucion ku da drejtësia dhe nëse humb besimi në gjyqësinë, faktikisht kemi ngesë të funksionimit të sistemit juridik. Имате ли дополнување или спротивен став? Изгубена е веќе довербата во судскиот систем, нема што да се губи понатаму. За мене ќе биде исклучително важно да се врати надлежноста, односно можноста на председателот да ослободува од обвинение луѓе кои што за чии што процеси навистина се крие дневна политика. Мислам дека тој инструмент ќе создаде услови за враќање на вербата во институциите на системот, се разбира водејќи сметка за евентуални криминални аспекти во тие случаи. Значи, најпрво би требало да се направи ревизија, па дури потоа да се одлучува по таквите случаи. Не само во Уставниот суд и во Судскиот совет, туку на било кој ниво во судската хиерархија треба да доаѓаат судии кои имаат поминато академија, соодветни образование и обука, а не луѓе кои се предложени и породени во партиски инкубатори. Досега и досегашниот председател чекаше, за жал, дури и за оние предлози кои му се дадени по Уставот, чекаше на предлогот на владата и на владеачката партија за да постави некого за уставен судија. Тоа е недозволено затоа што значи подчинување на една гранка на извршната власт на друга гранка на извршната власт. Fat ke gjyqësia ka ra në një nivel shumë të ulët dhe gjithë ne me siguri pajtohemi se një qytetar nuk mund zgjidh një kontekst gjyqësor po që se nuk ka një të njofshëm ose po që se nuk je para. Kjo është një dukuri shumë e dhimbshme për shoqërinë dhe urgjentisht duhet ndërmerren hapa konkret për eliminimin pra e situatave të këtilla, për arsye se sot edhe gjyqet nuk kanë punë, sepse qytetarët nuk hinë procedurave kur paraprakisht e dinë se nuk mund ta fitojnë të drejtën e tyre në gjyq pa mos dhënë mjete ose pa mos pas dikën të njofshëm. Në mungesë mjeteve, ata edhe pse kanë drejt, nuk mund të shfrytëzojnë drejtën e tyre për të fituar në gjyq atë që i takon. За крај имам многу кусо прашање, верувам дека воопшто нема да ви треба реплика, затоа што прашањето е што прво би направиле откако ќе станете председател? Прво би отворил јавна дебата во државата затоа што таа недостасува. Би се занимавал со воспоставување на политички диалог, би се обидел да го воспоставам истиот. Понатаму би ги превземал сите оние закони во кои што имплицираат навистина драконски казни, затоа што тоа е нешто од што мора да ги ослободиме и граѓаните и стопанските субјекти. Тука дефинитивно мора да се оди со драматично намалување на тие казни, во просек некаде по 80%, и тие мора да имаат превентивен карактер. Исто така би сакал да превземам веднаш итни чекори во однос на меѓународната политика на Република Македонија, да покажеме дека сме веќе стабилизирана држава, откако се ова го направиме предходно, за да оставаме впечаток на сериозен партнер кој што нема да провоцира како во меѓусоседските односи, така и пошироко во меѓународната сфера. Пендаровски? Прва работа би направил што е правили претходниците, меѓутоа сосема поинаква содржина. Значи би ги повикал на кафе или на сок сите избрани политички лидери, ново избрани политички лидери, независно од политичката провиниенција, за да разговараме за најважните проблеми и предизвици со кои е соочена Република Македонија. Значи не заради кафето и не кафе муабет, туку како да покажеме јавно пред камери, пред целата македонска јавност, дека треба сите да се држиме до една повисока политичка култура, да разговараме за најголемите проблеми, заеднички да ги решаваме, сосема независно кој од која политичка партија доаѓа. Ако успееме да ги убедиме граѓаните, кои ни ја дале довербата, кои не избрале, дека можеме барем за 2-3 прашања да се договориме, а за сите други да се расправаме како што и личи на една здрава, нормална демократија, тогаш мислам дека ќе направиме голем исчекор. Значи, не само кафе, пиење или муабет заради муабет, туку вистински диалог, ако треба и во директен телевизиски пренос, затоа што не сакам да кријам ништо пред граѓаните што е важно за нивната иднина. Puna e parë unë që do të kisha bërë, po që se arrit bëm kryetar shteti, do ta rregullonja punën në kabinetin tim, natyrisht se do të përfshi pjesëtar të gjitha nacionaliteteve, sipas përfshirjes tyre në shtet. Ky është edhe obligim kushtetues, pra
Maqedonas do të ketë shqiptar, po ashtu bosnjak, turq, pse mos ketë edhe rom, kur kemi kuadër cilësor, edhe tek popullata rome që mund me sukses të kontribuon në kabinetin tim, që thotë se kabineti im duhet jetë si një shembull se si duhet edhe institucionet tjera më poshtë ta kenë parasysh përfarsimin adekuat dhe të drejtë prej ku duhet fillohet që më pastaj të merremi me punë tjera. Господа, времето за прашања заврши, но имате последната минута за завршни зборови. Па што ќе им порачате на граѓаните? Почитувани сограѓани, мислам дека треба во минатото да го ставиме веќе ова недоразбирање кое што ни се случува во Република Македонија по најразлични основи, препукувања. Мислам дека треба да се обединиме околу најголемиот непријател во Република Македонија, а тоа се сиромаштијата и невработеноста. Мислам дека треба да создаваме услови граѓаните од различна етничка, верска, политичка припадност, пол, возраст, да почнат да живеат едни со други, а не едни покрај други. Државата треба да ја претвориме во место од каде што младите нема да си заминуваат, туку во место во кое што младите ќе се враќаат. Мислам дека Македонија заслужува шанса, мислам дека обединети околу клучните приоритети во Македонија ќе оставиме впечаток пред се, пред нашите граѓани, дека заслужуваме после 1 милион да си ја сочуваме државата и да ја чуваме како зеница во окото. Почитувани граѓани, Република Македонија по сите витални параметри е на дното на Балканот и во Европа. Вакво уназадување како држава, како општество, како граѓани немаме доживеано во изминативе 24 години независна македонска држава. На 13 и на 27 пред себе ќе имате два концепта. Едниот концепт кој вели државата пред се, кој беше активен, кој важеше во многу европски и светски држави пред 150 до 200 години. Вториот концепт, за кој јас се залагам, е граѓанинот, човекот во центарот на нашето внимание, затоа што нема успешна и добра, солидна држава без среќни граѓани. Предлагам на 13 и 27 да заокружите, да гласате, да дадете подршка за нови луѓе, за нови политики и за вртење сосема нова страница во историјата на Република Македонија, која конечно ќе ја врати Македонија таму каде што одамна припаѓа не само географски, во семејството на европските нации. Të nderuar qytetar, shqiptar, Maqedon, Rom, vlla, musliman, turq, pra kërkoj përkrajën tuaj, shpresoj në një mbështetje të fuqishme tuaj, që këtë do ta dëshmoni më 13 prill. Unë nuk do t'ju zhgënjej, pra do të jem kryetar shtetit gjithë qytetarëve, nuk do të marr anë nga asnjë parti politike. Kuptohet që ju do të keni mundësi bëni një përzgjedhje drejt, veçanërisht me përzgjedhjen time, me që jam I vetmi kandidat shqiptar për kryetar shteti, me përsaktimin tuaj për mua, ju do të theni ato barierat ndëretnike dhe natyrisht me këte do të fitojnë gjithë qytetarët, pa dallim përkatësi etnike dhe fetare, por Republika Maqedonisë pra do të fiton edhe në aspekte më të gjerë, në aspektin ndërkombëtar, ku simpatit edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimit Evropian do të jenë shumë më të mëdha për Republikën Maqedonisë se sa që kanë qenë deri më tani. Ова е крајот на дебатата за внатрешна политика организирана од Националниот демографски институт за меѓународни работи со поддршка на британската амбасада и USAID. Па господа, како што е редот, ве поканувам на подиумот за да ви посакам среќни, успешни избори. Благодарам за учеството, а на гледачите и на гласачите им посакуваме фер и демократски избори.